Не е ова единствениот пример, имаме многу примери на гладни, на болни, на изнемоштени, меѓутоа, за жал, некогаш и деца. Деца кои што во вителот на општеството, во канџите на злоупотребата, едноставно немаат можност да живеат среќно како останатите кои што имаат родителската грижа, љубов и се чини дека овие деца кои што се препуштени сами на себе, буквално се оставени на милост и немилост. Токму таков беше случајот и со 13-годишното девојче кое што абортираше, еден скандал кој што навистина потреса Македонија и се уште не стимнува. Токму затоа во денешното издание две ангажирани страни за да видиме. Не сакам да биде онаа секое чудо за 3 дена, туку напротив, сакам оваа приказна постојано да се протегнува и да напоменеме дека да, доколку сите заеднички учествуваме во ова, доколку направиме нешто, можеме и да се избориме за овие деца да имаат и посветла иднина. Во денешното издание заедно со мене магистар Татјана Гогоска, комуниколог, автор за деца и млади и односи со јавност Меѓаши, меѓу другото и 25 години што од самиот почеток на основање на Меѓаши, таа е присутна, а од деновиве и пиар, поточно односи со јавност, за медиумите да имаат можност да имаат и пристап до Меѓаши, она што тие го работат, и заедно со нас денес од Министерството за труд и социјална политика, советникот Душан Томшич. Добро утро и добре ми дојдовте. Добро утро. Многу ви благодарам што припативте да бидете дел од Ја сака Македонија во овие утрински часови, да зборуваме за она што не ја вознемири Македонија, туку едноставно ја потресе од корен. И сега јас прво би сакала да споменам нешто. Овој случај го обелодени Европскиот центар за права на роми, дека 13-годишно девојче абортирало отколку било сексуално злоупотребено во повеќе наврати. И сега би сакала да напоменам дека обично кога ги гледам децата вака на минус 20 степени на улица како питачат и некогаш нека ми прости и Господ и пред гледачите го кажувам ова, си помислувам зошто овие деца не бидат одземени од овие кои што ги злоупотребуваат. Меѓутоа сега, откако го видовме и овој случај, па се прашувам на кому да му бидат дадени овие деца за да може да имаат посветла иднина. Токму затоа моето прво прашање до вас, сега и многу детали исплива за тоа што се случувало во 25 мај и така натака. Реков, моето прво прашање сакам да биде околу тоа како е можно во установа која што ги згрижува децата, тоа исто како еден семенен дом би требало да функционира, да исчезне дете во неколку наврати и никој воопшто да не знае за тоа. Ето чичко да ја земе и да ја однесе, тоа исто како дете од дома да се земе и како е можно. Добро, да појаснам само малку некои работи. Институцијата 25 мај институција од отворен тип, така да тие деца таму не се држат под клjuč и можно е да се случи, значи децата искачаат надвор од зградата и ја имаат слободата на своето движење и тука е таа цела работа кога детето искочило, тоа не е земено од соба во институцијата, туку е излезено надвор, па надвор го имаат земено луѓе. Она што би сакала да го потенцираме дека од сето ова што го слушаме деновиве, само може да произлезе еден факт дека институцијата не е вистинскиот облик на грижа за овие деца и дека треба да се размислува во насока на промена на моделот на згрижување. Значи да не биде колективно згрижување од 40 деца во една институција каде што неколку воспитачи имаат надзор на толка број на деца, туку сепак таа бројка да се намали во едни посемени односи како што кажавте, во станови, во помали куќи каде што ќе биде еден на еден или еден воспитач на помал број на деца каде што контролата ќе биде поголема. Така да за почетокот толку. Вака сега од 2000 година Меѓаши ги следи состојбите во овој дом. Има многу пати потенцирано и укажувано на недоследности и на негрижа на вработените кои што нели се во таа институција кон децата. Јас лично можам најотворено и да кажам дека во оние 2 години 2013 до 2015 година кога бев многу присутна во домот за деца 25 мај, прво како дел на еден проект каде што подготвував представи со децата, ги описменувавме, се дружевме со нив еднаш во неделата, им организиравме забави за Нова година, на некој начин учествувавме во нивната социјализација. Она се согласувам со господинот Душан, затоа што фактички таа институција е поставена како институција од отворен тип за малолетни деца кои што доаѓаат од две категории на семејства. Едната категорија се многу сиромашни семејства кои што не имаат буквално да ги прехранат децата,
па едно време настанало испојување на Ранка Милановиќ и 25 мај, што исто не е во ред, затоа што ти имаш сиромашни деца кои што се од функционални семејства, меѓутоа државата не им обезбедила финансиска можност за да ги прехрани тие деца, а од друга страна во 25 мај се сместуваат деца од дисфункционални семејства, каде што родителите им се во затвор најчесто или се избегани некаде или нели се гонат за некои кривични дела и ти ги спојуваш на едно место и им даваш институција со отворен тип. Значи, децата да можат да излезат, да можат да отидат да си купат нешто, да можат да комуницираат со надворешниот свет. И на тој начин е многу лесно ти тоа дете да го подведеш, односно секогаш, значи во тој период ја кога одев во домот имаше 16 девојчиња и 33 машки. И на тој начин фактички ти доаѓаш во една неконтролирана ситуација, точно кога јас ги прашував во домот зошто децата навечер ноќе немаат контрола, затоа што јас и навечер одевме и гледавме што се ви пособите, како се случува што едно друго, затоа што сакавме да укажеме на ситуациите што се случуваат. Доаѓа само во 8 сатот, во 20 часот доаѓа само еден наставник кој што е дежурен, така, и таму имаш 33 машки, 16 или кој или да е сооднос, собите им се десно се женските, лево се машките, нема никаква контрола. И што се случува тогаш на такви деца од такви дисфункционални семејства? Значи, во секој случај, поставеноста на домот за ваков вид на деца е многу лоша од самиот почеток. Затоа овие состојби веќе се со години, да не кажам децении. И сега вака, за девојчата, знаеме дека им било одземено на родителите поради, како што досега е кажано во медиумите, сиромаштија, 2012 година. И сите знаеме дека во нашата земја, дури во Македонија, е многу тешко да се одземе родителско право. Господине Душан, кажете ни која е крајна црвена линија во која државата ќе постапи на тој начин, да одземеш дете од родител? Јас би сакал само да појаснам дека детето во 2012 не е одземено. Една од причините сиромаштијата, но сепак се работи за грубо занемарување и злоупотреба на самото дете од самите родители. Значи тоа семејство има своја генеза, каде што грубо ги злоупотребувало сите деца во тоа семејство, така да ова е само резултат на една континуирана негрижа и подведување на питачење и подведување на користење на дрога и сите оние нус појави што следат од тоа, така да во 2012 одземено родителското право бидејќи беше неминовно да биде одземено. Значи државата Двајцата родители биле во затвор таа година? Да, 20 родители се ставени на издржување на казна затвор баш од овие причини. Сакам да кажам дека последната мерка која што треба да се применува во државата е одзимање на родителско право, бидејќи сепак биолошката средина е она најдобра за секое дете. Значи никаква друга супститут замена на семејството не може да го даде истиот квалитет на нега, грижа и љубов за да тоа дете има нели правилен раст и развој во иднина. Но во случај кога е евидентна голема негрижа, значи и воедно и злоставување и запуштање на детето и терање во некои работи кои што... Ако не се лажам и напомнавте дека некои од децата им умрено на овие родители. 2 дечиња имаат починато, точно. Ова девојче исто и пред да влезено во 25 мај во згрижувачки семејства било подведувано од страна на други лица, значи тоа не е случај кој што настанал во институцијата, тоа е случај кој што настанал во целата таа историја, да кажеме, и несреќни околности во кои што е нашло тоа дете. Ја би сакал да кажам дека тука се црвените линии, но од другата страна, нели, кога ќе преземете чекори за згрижување на детето, тоа треба да биде на еден соодветен начин, каде што вие ќе имате потполна контрола на тоа што се случува и можеби тука треба да се размислува на анализа на сето она што се случува во самите институции, дали старателите на сите овие деца си ја обовуваат својата функција како што треба. Она што јасно го изложи господјата Гоговска, какова е во моментов ситуацијата таму. Јас сакам само да се исто надоврзам за нашиот конкретен став. Значи, апсолутно постапката е таа. Мора на семејството да му се обезбеди социјална, психолошка и економска стабилност за детето да може да си ги издржува децата, односно семејството како клетка да функционира, затоа што тоа е најдобро, затоа што да ја не знам вие зборувате за родителско право, значи родител станува родител, старателското право му се одзема, така? Старата станува и родителското, значи сега. Втората црвената линија, потоа ако треба да им се најде работа на родителите за да може нели да ги издржува децата. Ако тоа не функционира, така, одиме кон згрижувачки семејства. Па ако згрижувачките семејства имаме такви состојби потешки,
Црвената линија е тогаш кога се сместува во дом. Меѓутоа, домот на вистина да биде во функција на дом, а не во функција на дом на страф и на ужас. Значи, црвената линија треба прво да е многу висока, треба да родителите им се овозможи да може да ги гледаат децата. Јас само кратко, нема да задржувам, мој случај со девојче од 25 мај, со кое што јас многу се зближив, односно тоа беа 3 дечиња, девојчето имаше 11 години, или 12, не знам точно колку, во тој период, што ви кажувам, мајката не знаеа каде беше отидена, таа со сестрата беа во домот и таткото им живееше во Битола, кој што се издржуваше со продавање на шишиња. Че јас си дадов мобилен телефон да ме побара, затоа што она постојано ми се жалеше дека многу лоши работи им се случуваат во домот и покрај укажувањата на секретарот, на директорот, на наставниците. Вие сепак јавивте како организација? Секаде јавив, секаде. Значи да, и во Министерството јавивме кога ми се јави девојчето, односно таткото ми се јави, затоа што девојчето кој имаше тука вака запишано мојот број, и вика дојде тука со воз, се качило, го зело едно друго дете помало машко и вика ми дојде што да правам. Јас се јавувам во домот и викам, знаете дека има избегано деца? Значи не знаеа во домот дека децата се избегани. Значи нема никаква контрола. Значи не знае. Еве ви го кажувам ова затоа што имам луѓе кои што беа инволвирани во тоа. Викам, каде ќе бидете таму? И тој мене вака ми вика, госпожа, ако може да ми најде некоја работа како чистач, јас ќе си земам девојчињата. Прашете кого сакате, ја не питачам во градот. Собирам шишиња, продавам, така се издржувам, да ми дадат некоја работа. Јас се јави во градот, во тогашното раководство, значи мене ми рекоа, така не одат тие работи така, значи како одат, како може еден родител, еве ако сака да ги гледа децата, дај да му ги дадеме децата, дај на плата од 80.000 здравствено, социјално, па нека ги гледа децата. И што беше следно? Ја вика, ја не можам да ги чувам овде, мене ќе ми дојде полиција, се јави во Министерството, се јави во домот, пратија кола, и со кола ги вратија децата насад. Значи, не може, мора да постои систем како држава, како тој родител. Јас стварно се јавив и прашував дали питачи. Значи, не е убаво тоа, али ако имаме веќе потенцијален родител кој што сака и може да се грижи за децата, со таткото ќе им беше на девојчињата поубаво отколку во домот. Сега уште нешто да ве прашам. Сега ги споменавме овие работи со тоа дека нема контрола. Она што го дознавме од медиумите, господине Томшич, слободно, ако имам некоја грешка, ќе не поправите, зашто Министерството ги врши овие истражувања, денески излезете и со официјално соопштение, како што знам во врска со случајот. Значи, од 2016 до 2018, 9 пати била пријавена како исчезната. Родителите пријавувале неколку пати. Какви такви, кажувале дека детево го нема. Се сомневал дека била злоставувана и во детски летен камп на 12 години, па потоа во март 2017 била одедена во друг град. 30 дена била принудена на сексуални односи во тој друг град, физичка работа, сама успеала да избега, да се врати. Јас сум во една бесна сум. Зошто сите институции тука затаиле? Значи, не зборуваме само Министерството за труд и социјална политика како институција која што се грижи за социјални случаи, туку буквално сите институции. И се прашувам, дали доколку ова девојче не беше ромче, сите ќе бевме на нозе ако исчезнала, а во овој случај 30 дена нема дете и никој не знае. Тоа се случило во март 2017, дознаваме во февруари, последна година. Вака сега нешто, само да сакам да бидеме на чисто. Тука не би сакал да ја потенцирам етничката припадност на децата во вакви случаи. Можам да кажам дека старателот на детето и институцијата при секој исчезнување на детето од наодите на комисиите, инспекциите кои што беа уредно е пријавувано и во МВР и за сите такви има посебни документи каде што самите старатели на детето пријавувале и во неколку наврати е постапувано, детето е наоѓено, враќано и така натаму. Проблемот е што од МВР до основно јавно обвинителство понатаму затајува предметот каде што не се покренува никаква истрага за да се најдат лицата кои што го подведувале детето и да се поведе соодветна кривична постапка за тие лица да завршат пред лицето на правдата. Детето и на неколку пати е дури пријавувано и за трговија со луѓе, носено е во шелтерот за заштита од трговија со луѓе, но сепак Министерството и институцијата не се орган на прогон и не се тие кои што можат да направат тој што го прави тоа да одговара кривично. Она што би сакала да го кажам во врска со етничката припадност и да било кое друго дете неромче во самата институција,
патот можеби по кој што би поминувало би бил можеби еднаков на ова што и сега се случува, бидејќи како што кажав институциите се таков модел кој што е долги години запоставен, таму работите не се мрднати од мртва точка, можам да кажам во декадава назад и дека не се ниедна влада до сега не успеа да ги трне од улица, да не да ги трне од улица, типот на грижата, значи вие кои имате колективно институционално згрижување, тука нема индивидуален пристап и нема индивидуална работа со секој дете поединечно и како што кажа и господјата, значи еден или двајца воспитачи на 40 деца со такво воспитно поведение не можат цело време да ја обезбедат соодветната контрола и над сето она што се случува. Така да размислувањата во оваа насока се да се случи комплетна трансформација и на 25 и на Ранка Милановиќ во насока тие да живеат во помали стамбени единици со поддршка на воспитачи за целото време, каде што бројот на воспитачи со соодносот на децата ќе биде многу помал и каде што ќе има стварно индивидуален пристап и према детето и према семејството. Она што сега се случува е да имате деца внатре, а да контактот со семејството се губи. Значи во таа институција, бидејќи и родителот смета дека неговото дете е во институција и дека тој веќе нема што да, понатаму да има обврски. Да се грижи, да. И самата институција не успева ни стекот на времето да створи релации со родителот, да ги зајакне капацитети да го врати назад. Да се надоврзам, значи апсолутно се согласувам со Душан дека во тоа време кога точно знам колку беше соодносот, значи имаше 60% ромчиња, другите беа македонци, албанци, турци, така да не е проблем. Билите нема врска? Нема врска, не. Само институцијата. Системот. Значи системот на институција. Еве јас каде гледам дека државата преку министерствата и институциите е виновна. Зошто јас кога ги прашував зошто бе луѓе не вработите, вика не ни дава државата, немало пари. Тука сега да разговараме дали во тој отворен систем прво системот е многу лошо поставен, значи како отворена институција не смее да биде отворена, а за она испраќање фамозно на децата од 25 мај со камерите, со министерот тогашен во Струга им се случуваше на децата хорор кога ги испрати Министерството без пари. Сакам да ви кажам дека мора да се води грижа за таа ранлива категорија на граѓани во државава, тоа се децата. Значи, сите оние што се возрастни можат сами. Дали сега како девојка во примерот, ќе оди ке чисти, ќе земе 500 денари, значи има болест, има мака жената. Детето што може да прави? Да се доближи до некој возрастен кој што или ќе го насочи правилно, значи како што би требало, педагог, психолог, социолог, да зборуваат со нив. Значи јас сум одела поплане во домот, кога да не кажам во какви услови, као пишуваат домашно, односно не пишуваат. Една наставничка, во една училница се изведува и наставата од 1 до 5 оделение, така е Душан. Сум одела и на часови, затоа ви го кажувам. Па еве ги сега, Тања, извинете, како ќе ве прекинам, еве ги сега статистиките. Значи во овој момент во 25 мај има 44 деца, има 12 члена екипа од воспитувачи, социолози, психолози. Значи тоа е многу малку. Апсолутно за таков вид на деца тоа е многу малку. Кои што преживеале се и сешта. Да. Можам да кажам дека децата буквално се оставени сами на себе. И што прават? Нели? Пазете, дисфункционални, повеќето со дисфункционални семејства, каде имаат поинаков модел во главата. Значи, јас имав таму едно од девојчињата, кој што бе со двете братчиња тамо, мајката и таткото во затвор. Они се радуваа на 30 декември кој им правевме новогодишна, дека ќе ги пуштат родителите. Се радуваа затоа што ќе ги видат тие 3-4 дена родителите, што е нормално. Девојчето е прекрасно и она викаше, јас сакам да станам медицинска сестра и јас ќе се грижам за браќата. Значи, девојчето. Каде, еве, ако не може во такви некои случаи, во такво едно дете, да има психолог во домот, кој што може да му се посвети, кој што може да го насочи, да се школува, да се запише во Дури јас имав некоја идеја да му станам привремен, некој старател ми рекла да се откажам од тоа, затоа што кај нас е тоа многу тешко. Значи, има материјал каде што можеме да изградиме здрави личности. Значи, децата имаат желби. Децата сака да стане, кој сака
кај една сака шивачка, друг, значи мора да се разговара, значи едноставно Ова е дете, господи, јас ги извинувам, ќе напоменам дека на 13 години дете да пратите на гинеколог, колку што знам, никој не бостонезе во тој момент. Ова е травма која што не знам Ма не е единствена, што е единствена, не знам што може. Клопчето се одмота, дури нели други две останале бремени, не дали останале бремени од нели подведување или останале бремени со некое момче од домот, се едно. Значи дете на 13 години дали треба воопшто да биде впуштено во сексуални односи? Ма треба некој да ги контролира. Значи навечер женските со женски воспитувач во едната страна на зградата, машките во друга, во 10 сатот се заклучува, цело време се под надзор и цело време им се зборува. Значи, како родител кој што зборува со детето дома, немој да излегуваш, немој да се може ли вакво нешто? Значи, прво Иве, ако се одземат од родителите, ги даваме на државата, на институциите, се едно државата, како што гледаме овој систем, не е. Каков план има понатаму и Министерството за труд и социјална политика и другите министерства кои што треба да соработуваат? Да не се лажеме сега, сите тука сме заангажирани. Може ли овие деца да се избават некако, да имаат, можеби не најсреќен живот како дете во семејна заедница и така, меѓутоа да немаат ваков травматичен живот, нешто што буквално нигдека нема да ја одведе, освен во пропаст? Јас би сакал само едно да кажам, дека најголем приоритет на МДСП, на Министерството за труд е затварање на сите институции, не само за овие деца, туку и за лицата со попреченост кои што живеат во едни стварно услови кои што можам да кажам се услови како во касарна, или кога да станете, кога да легнете, кој ќе ви каже што ќе јадете, како да навечер кога да легнете, и од сите овие години, нели, на анализа што е правена, кажува дека овој институционален облик на заштита не го дава посекуваниот резултат на самата индивидуа, дека вие колективно не може ништо да постигнете. Значи, она што ние сега ќе го правиме, што е приоритет, веќе почнеме да ги правиме анализите на бројот на вработени на сите институции, на бројот на деца по возраст, нивните индивидуални планови. Значи, веќе во наредната недела ќе закажеме состанок со сите старатели на децата кои што се внатре во институциите и ќе се обидеме во текот на оваа година да почнеме сите деца да искочат од таа институција, да пробаме да најдеме згрижувачки семејства за овие деца, бидејќи сепак згрижувачкото семејство е најблиско до биолошкото, поемпатично и може да даде похуман третман и однос, и тоа нема да биде еден колектив каде што едните со другите, нели, ќе се ги пренесуваат и лошите и добрите навики, бидејќи сега во институцијата вие имате состојба каде што и деца, како што кажавте, имаат потенцијал да се издигнат, нели, над проблемите кои што ги тиштат, но има и една група која што ќе ги влече цело време надоле. Поентата е да ги одвоиме, да живеат посамостојно, да имаат поиндивидуален третман, и тоа се ќе се случува. Веќе сме во некои разговори за обезбедување на куќа за деца во што се со судски пресуди од Ранка Милановиќ, каде што тие сега се на број 7 деца таму, би ги извадиле и би им дале еден поинаков третман, и понатаму, значи, плански во текот на годината сите деца да искочат од институција. Државата како заложба си даде дека до 2020 година веќе нема да има деца во институција од 0 до 3 години. Значи, планот е и од бебиња кои се оставани во битола во домот за доенчиња да не бидат веќе во домот, туку да најдеме соодветен згрижувач или брзо посвојување, каде што децата не би ги имале овие травми од оставање, бидејќи вие кога ќе оставите дете кое што е сместено во институција, тоа никако не може да има емпатија, интеракција еден на еден, и тоа гушкање и пренесување на емоции како што имаме ние со нашите деца, бидејќи вие еден сам воспитуваш со 20 деца, не може да ги нараните и да ги гушнете и да развиете, нели, психологијата на децата да станат и они емпатични и да враќаат со љубов. Тоа е проблемот на институциите, и колку и да се трудиме да инвестираме во нив и да донесеме уште 20 воспитувачи, ние ништо нема да направиме. Значи, мора да го смениме моделот на заштита и на пружање на нега на овие деца. Тоа е основата на целиот проблем кој што сиве овие години не се земал здраво за готово и сега само исплегуваат работите кои што се таложени со години. Мислам дека домот 25 мај е најлошо рангирана институција, меѓутоа еве и домот во Битола, да речеме за доенчиња, има и тамо нуспојави кои што се појавуваат и за кои што се, ајде да не зборуваме, домот 11. Во друга прилика. Домот 11 октомври, исто да не го забораваме, и тамо има и ситуација, има дом во Штип, во каде беше, во Источна Македонија, во... Нема, 11 октомври, Битола и 25 Ранка се тука за деца.
Тука за деца се така, мислев дека има и некој во Источна Мал Македонија. групен дом има Кавадарци и Берово, ама тие се мали групи домови за деца до 5. Групи, да, до 5 деца, тие се две. Исто што рековте дека и за лицава со попреченост во развој, дека и тие се домот Бања Банско го има, во Струмица таму има над 70, многу значи има... често и лицата со попреченост се злоупотребени. Апсолутно. Баш од тие институции, Значи, од некој чичко, од некој кој што е вработен таму и така. Мислам значи, дека јас само можам да кажам дека покрај луѓето што се вработени, што избрале нели да работат со оваа проблематика, вие во Министерството, во центрите за социјални грижи, луѓето кои што еве како меѓаш и невладините организации, поединци, луѓе кои што стварно допреле кога еднаш ќе влезете во домот 25 мај, веќе перцепцијата за живот тотално ви се сменува. Затоа што таму гледате една друга енергија, една тага, една запуштеност, а едно од основните права на детето, нели во сите права детето, да има среќно безгрижно детство. Значи мора или родителот, старателот или старателот, односно државата, ако родителот веќе не може. Меѓутоа, тука мора прво да се поминат сите граници за обезбедување на економска стабилност на едно семејство, па после пак да се вратиме на она како да се одземе на детето. А овој модел на мали, ја мислам дека од подамна се заговара во Министерството. Значи, тоа не се заговара, него се навестува. Меѓутоа, нормално дека тоа е долг процес, а во меѓувреме се случуваат секојдневни стравоти на една ранлива група, на деца кои што нели се безпомошни. Тие немаат никаква вина, освен што се родени во сиромаштија, така, што им била таква, да речам, една голема несреќа ги затикнала уште од самото раѓање и понатаму се принудени на се она. Имаме уште точно некои 2 минути, дали може во тие 2 минути да ни кажете уште само во однос на децата кои што и родителите ги подведуваат, ги тираат на питачење пред наши очи и ние како да мижиме сите граѓани, значи на раскрсница деца како дуваат лепак секојдневно може да се видат дури нели во близина на најважните институции пред владата на Република Македонија, секојдневно можете да видите 13 годишно девојче, 12 со дете во рацете, околу неа 2-3 момчиња кои што се со наркотици и така натаму. Колку честа е таа патрола на лица одговорни да видат кај се децава, да ги соберат, ако ништо друго, на привремено да ги однесат од улицата? Уште некои 2 минути има. Јас би кажал само вака на кратко, значи патролите се еден вид на заштита и на детекција на самиот проблем, но тука има еден многу подлабок суштински проблем кој се работи за питачење, за подведување, значи тоа е високиот степен на сиромаштија кој што владее во тие општествени слоеви и додека државата не направи механизам да ги извади овие лица над линијата на сиромаштија, им даде адекватен приход со кој што тие ќе може да живеат и да ги издржуваат своите деца, тие постојано ќе искачат на улиците, бидејќи од анализите кои што се правени, вие едно дете на улица заработува од 500 до 1000 денари, значи вие ако таа сума на средства не ја обезбедите на страната на семејството, тие секогаш повторно и повторно тоа ќе оправат. И колку вие да излегувате, и колку им, еве ние имаме дневни центри со години кои што ете ги сакаат да сменат нешто. Има еден добар пример во Шуто Ризари, Издружение за заштита на правата на детето, секојдневно работи со 100 дечиња баш од такви семејства, но сепак кога ќе зборувате со луѓето кои што работат, се работи за надлабока сиромаштија, каде што државата пред се ќе треба да создаде услови и механизми каде што новие лица ќе им понуди повеќе од она што го имаат сега како ниво на социјална помош и за тоа ние сега како држава правиме нов закон за социјална заштита каде што сакаме да воведеме минимален приход кој што е приход кој што ќе биде над линијата на сиромаштија, значи сакаме да го покачиме да ја покачиме висината на социјалната парична помош, но за сметка на тоа ако ги добиете тие пари ќе треба да идете на дообуки, да се активирате на пазарот на трудот и со тоа себе да се запослите и да продуцирате приход кој што ќе биде доволен за да можете да ги издржувате своите деца. Тука би сакал да напоменам дека треба да се работи на планирање на семејството и на одговорно родителство и на подигање на свеста. Има многу работи кои што треба да се сменат, значи пристапот во школото према овие дечиња. Ја цело време нагласувам дека овие деца идат во школа каде што и таму се дискриминирани, бидејќи пред се поради својата гардероба, поради нехигиената, значи школите каде што гравитираат овие дечиња треба да имаат посебни, да кажеме, услови или обезбедување на услови за деца да можат таму и да се избањаат и да добијат некој оброк и да можат родителите таму да ги исперат своите алишта. Жена ми работи во училиште, ние секогаш во Злокуќани каде што идат ромски дечиња и донираме облека. Значи, вие ќе им ја дадете таа за 2 дена
на ништо не личи, бидејќи овие деца живеат, вие и колку да им дадете во дневниот центар, тие се враќаат во најлон куќи и каде што немаат ни струја, ни вода, немаат каде да се измијат, значи се работи за инфраструктурни проблеми и за обезбедување на домување. Значи проблемот не е само да ги земеме од улицата, проблемот е повеќе слоен. Јас само значи и да пријавите, значи и да пријавиш еве како граѓанин, полиција ќе дојде и ќе детектира дека тие си и да ги однесе во станица, мора да ги пушти зошто да ги држи и по која основа да ги држи, тие повторно се враќаат на улица. Околу облеките ви во домот 25 мај со X донации дадени, секој следно одење. Децата беа распарталени, децата беа во старо, со многу донации по список на деца, за да бидат облечени како што треба, по 2-3 облеки. Никогаш децата не ги најдовме убаво облечени, средени или било каква. Нема кој да се грижи за нив. Значи нема кој да се грижи. И во дневните центри, од друга страна, апсолутно основата и проблемот во економската сигурност и состојба на семејството. Тоа е. Многу ви благодарам на учеството. Јас се надевам дека вака со вакви чести гостувања и се ќе повикуваме на одговорност и дека работите ќе мрднат од мртвата точка. Многу ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Време е за да дознаете доколку се подготвувате за денешниот работен ден, какви временски услови не очекуваат денес, а за тоа задолжена се разбира мојата прекрасна колишка Анкица Ангелковска. Да чуеме временската прогноза.